Сашко и Сомак Петрол. Лол, 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 лол. Со Сашко и Сомак Петрол. Здраво дечки, здраво родители и добре дојдовте во уште едно урнебесно издание на Лол со Мак Петрол. Во првиот дел од емисијата, домашни ситуации, ќе навлеземе во светот на оние детски муабети што почнуваат сосема обично, а за 2 секунди стануваат неверојатни, пресмешни и тотално неочекувани. Ке разговараме за имиња што може би ги смислила мама, за куфери полни со мечиња, лопатки, кофички, за домашни рецепти за палачинки, што звучат како вистинска кулинарска авантура, и за телефони, таблети и часовници што не служат само за играње, туку и за математика. Подгответе се за многу искрени одговори, чудни пресврти и оние легендарни детски логики што само во лол можат да звучат сосема нормално. Чекај, како се викаше ти, како беше? Матеја. Матеја. Кој ти го даде тоа име тебе, Матеја? Мама. Мама го смисли. Без да го праша таткото. Па не, мисля име и мама сакаше прво да се викам Јована, ама не, и текна да се викам Матеја. А ти беше таму, присуствуваше кога они одлучуваа? Мислам дека не. Кај беше ти? Мама беше уште трудна, мислам дека. И ти кога се роди, они не те праша? Ништо не те праша? Демек, сакаш ли вака да се викаш, сакаш ли онака? Нема договор, а? Не, ме праша мама само еднашка, дали ти беше убаво. Јас ја прашам, мама, зашто ме крсти да се викам Матеја? Пошто она ми рече, мене прво ми текна Јована, па не се предомислив да се викаш Матеја. Јас си рекол, многу ми се допаѓа моево име. Тебе ти се допаѓа Матеја? Па значи те погодила, бе, она знаела. Само од кај знаела дека ќе биде женско, да го смисли женско име? Тоа мене ме трисе. Од кај знаат, бе? Не, она имала и спремно и машко име, може. Имам и брата, ма помало од мене, 2 глави се поголем од мене. 2 глави си повисок? Да. Како тоа се случи тоа 2 глави да си повисок? Па он има 5, а јас имам 7,8 години. Што значи тоа 7,8? Дека се повеќе од 7,5. Од 7,5. Да, за колку месеци ти е роден ден? За 4, мене ми е во јули, на 5 јули. На 5 јули, значи 7,8, тука нека. Да. Да, бе, да, роден ден. И он како се вика брат ти? Боријан. Боријан. Да. Кој тоа татко ти го смисли? Па мислам дека тато го смисли. А они може така си се договориле, женското мајка ти, машкото татко. Не, го крстивме Боријан, бидејќи за Бој, мама се вика Бојана, а бидејќи Матеја и Маријан, тато се вика Маријан, и бидејќи тато има кафени очи и јас имам кафени очи, а мама има сини, бато има сини. Така сте се поделиле. Да. Многу добра организација. Пошто тато е постара од мама и јас сум постара од Боријан. А знаеш што? Кажи. Да ти кажам дека твојата ќерка се вика исто како мене Јоана. Па најубавото име, бе. Па да. Како, кој ти го даде тебе име? Кој ти го смисли? Па кога бев родена со мама, и тогаш Господ така ми го даде името. Господ тебе ти го дал? Да. Кај беше он? Ти го виде? Па не го видов. А кој го виде? Не знам. Значи, ама Господ ти го има да. Кој ти кажа? Па не знам кој ми кажа. Изгледа Господ ми кажа. А Господ ти кажал... разбирам, сега знам. Сега ги поврзав работите. Господ ти кажа дека Господ ти го дал името, така? Да. Јоана, да, гледаш. А никој не го видел? Па никој не го видел. Зошто? Па оти сите биле во нивниот дом и затоа Господ бил горе на небото и од небото го кажал името. Викнал бе силно. Како ми го кажал? На кого му го кажал името? Па на мајка ми и мајка ми го крсти Јоана. Така значи.
Значи Господ ти го дал името. Ти да не се викаше Јоана, како би сакала да се викаш? Па сакав да се викам Јоана А вие со Господ бевте у договор, така? па да. А, И Господ секогаш ме слушат на тоа име што го кажувам. а ти даваш имиња и на други? Па не, само едно име кој едно братче се роди и му даде Господ име како Никита. Никита се вика? Да, Чие е тоа братче? па мое, А твоето братче? да, А ти му кажа на Господ да му даде име Никита, така? па да. А кај му кажа ти, како имаш телефон, како? А? Па како се договорите со Господ? Кај му кажа ти, како му кажа? Па ја излегов негде надвор, со мама и со тато и со Ники, и потоа викнав многу силно на Господ и така. И така си го добив името на Ники. На Никита. Да, Сега Ники го викате. да. Браво, бе. Браво. Секоја чест. Многу интересни работи ми раскажи. А кажи ми, кога одиш на одмор, сама си го пакуваш куферот? Па не, нити јас нит брат ми не сме во посебен куфер, бидејќи ние сме со мама и тато заедно во куфер. Во едниот куфер ни сот алишта, чорапи, такви работи, долни мајци, а во другиот ние уносиме понекогаш два, а понекогаш еден, и во другиот куфер ги ставаме некои мечиња за нас кога ќе одиме да спиеме, да ги гушкаме, бидејќи дома спиеме со мечиња кога ги гушкаме, и во другиот куфер ставаме лопатки, кофички, такви работи. Така, добро. А баш ке те прашав што би земала за на одмор, ама веќе ми кажа. Значи мече, кофички, лопатки за на плажа да се прави замок, така, од песок. Да. Како беше твоето име, ќе ли се представиш, како рече дека се? Лука, Лука. Какво име, Лука. Лука, што мислиш ти, во што си најдобар? во готвач. Во готвење? Да, Ти готвиш, бе? да. Што збориш, бе? Од кај знаеш ти да готвиш? Па, сум научил. Си научил? Учеше и научи. Кој те научи да готвиш? Сам сум се научил, значи татко ми и јас. Што збориш? Татко ти готваче? Да, Ајде, бе, каде? ама татко ми сака да готви во све. Аха, и што готви татко ти? Палачинки најдобро. И ќе ме викнеш некојаш да ги пробам. Да, А и ти ги правиш? да. И како се прават палачинки? Кажи им на другите другарчиња. Како се прават палачинка рецепт? Ставам 2 јајца, 2. 10 километри брашно, Добро. млеко 6 или 5 километри може, Добро. така. А може да се сгусне малку под 30. Ама ако оставите за мерење нешто, може бокалче за мерење така со број. Што да ставиме во букалчето? Ставате 10 милилитри брашно, 10 милилитри вода Вода. и на крај ставате ванила, ама ванила течна. Мешаш со јајцата и со брашното, додека не се сгусне во бокалчето. А потоа го ставаме во голем сад. А после во голем сад. На крај Аха. ставаме течно млеко. Течно млеко. Така? Ставаме 2 милилитри вода со јајца. Мешаш 3 минути. 3 минути. Ама кисела, не таква. Што кисела? Кисела вода. А, кисела вода. Значи кисела вода се става. Запишувате ова. После? После мешаш со миксер, ама со маталка и миксерот треба да биде многу посилен.
Па, силен миксер да одберете, да најдете, јасно? Така, ти имаш силен миксер? Да, многу силно врти. Врти, значи, добро, и Се става, значи, може кисела вода или течно млеко. Се става, значи, кисела вода, ама како сок, зеленка малку. аха, зеленка кисела вода, добро. Ставаш малку брашно, значи Пак пециво. брашно, пак. Пециво. Пециво сега ставаш. Прашок за пециво? Прашок за пециво. Добро. Мешаш неколку минути, значи неколку. И после? Потоа ставаш. Настаса малку поголемо тестото на нарасне. Да нарасне. И после тоа го месиш 5 минути. Го месиш? Да, Или го мешаш? го месиш Го мешаш, добро. и после му ставаш многу млеко за да стане густо, ама малку потечно. Аха. На крај го ставаш на според, тавче взимаш големо. Аха. Околу густо, ама дебелко. Ставаш, значи, на се пече до 5 секунди. Потоа, значи, ставаш неколку пецива, јајца, едно јајце, Пак? мешаш 3 минути. Го ставаш, го додаваш во тестото, мешаш и после го ставаш да се направат палачинките, значи, палачинките. Чека, кој ги врти палачинките? Кога се вртат палачинки? Значи, со спатула земаш малку по-тесна, значи, го превртуваш на другата страна, се пече во 50 или 3 минути. Добро. И тоа ше спремно. Ставаш еден тангир, значи, тангир, плиток, ама голем, Да, плиток тајнир, да. ама голем. Ама голем, добро. Потоа ја ставаш палачинката, значи, врз тањер. Врз тањерот, да. Не тањерот врз палачинката, така? Не, Значи, не тањерот врз, него палачинката врз тањерот. да. Добро, и како ми збориш, вака ми се пријаде, бе, не знаеш како убаво објаснуваш. И после, После тоа не можеш да дочека. ставаш, значи, шлак неколку минути Шлак, неколку минути. Каде? на палачинките. Добро. Ги моташ вака, значи, Ти со шлак ги правиш? да. Добро. Ставаш, значи, топчиња, ама шекер во боја. Шекер во боја. Не сум видел, не сум пробал такво нешто. Добро. Шекер во боја, ама за јадење боја. Да, за јадење, да. И? Тоа е чоколадово боја. Да. Значи. А чекај, со кој ги правиш овие палачинки? Значи, со тато, А со тата, а со дедо ти? со дедо најлесно се прави. Што правиш ти, бе? Ништо. По дома како сте? Добре. Што се прави по дома? Што работи? Ништо. Никој ништо, а? Домашно. Добро. Играм ја цртам. Цртани си гледа. А твоите што прави? Добри се? Да. Да. Што прават по дома? Ништо. Баш ништо. Си играт на телефон. Да. А тебе ти даваат ли телефон? Да. Имам два. Два? Еден тален Како? и еден таблет. Два телефона и таблет. Да. Многу, да. И 2 сата. Па зошто толку многу? Па, Во исто време гледаш на сите три? не. Туку? Па, највише на сатот, пише на сатот ја математика. Тоа ми се допаѓа. На саатот имаш математика. И што правиш на саатот? Па, имам X и штикла и така на X-от и штиклата точното морам да го неточното морам на X-от, а неточното морам на штиклата. Ама што точното? Резултат некој? Да.
И какви задачи ти дава телефон, саата? Нешто како прво дава 0 минус 0 е еднакво на 0 и јас притискам штикла. Значи, а ти си сакаш математика, а? Да. И кога сте се запознале со твоите родители? Порака кога одев ке баба ми, малце баба ми даде телефон и после така играв една игра. Која игра? Што јас имав таа игра. Тоа и така. И така дојдоа родителите и се запознавте, така? Да. Чекај сега. А родителите ти даваат телефон? Да? Ама баба ти изгледа најмногу. Да. Што, татко ти најмногу ти дава телефон? И баба ми, и татко ми, и мајка ми. Ти даваат телефон? Да. Аха. И кога почнаа да ти даваат? Пред да се запознаете или откако се запознавте? Без да се запознаеме, па после се познаеме. Значи без да се познавате, они ти дадоа телефон, така? Да. Да? Во право сум? Да. Аха. Ете, тоа се тие интересни ситуации што само децата умеат да ги раскажат на свој уникатен и презмешан начин. Од тоа кој им го дал името до тоа што се носи во куфер на одмор, како се прават палачинки и како на часовник се решава математика. Денеска видовме дека секој детски одговор крие по некое мало изненадување. Фала ви што бевте со нас и гледајте ни следниот пат, затоа што кога децата раскажуваат, најобичните работи стануваат најинтересни приказни. Се гледаме во следната епизода. Со Сашко и со Мак Петров. Со Сашко и со Мак Петров.